Неколку мисли ќе спомнам од денешна полука, кој што пењававме многу време за да ја обработиме. 1 Јованово 4:16, познатиот стих кој што вели Бог е љубов. И кој останува во љубовта, останува во Бога и Бог останува во него. И денеска убаво беше кажано од ова место. Дека Бог е љубов, за да биде Бог љубов, мора да ја искажува љубовта. И видовме од самото создавање, кога вели да направиме човек, нашиот лик, нели уште првите стихови Елохим, алудира на тоа дека горе имаме едно, можам да кажам така, семејство. Три личности, но тие се едно. Затоа Господ копне, затоа Господ сака и така и не создал во неговиот лик, за да бидеме и тука единствени, да бидеме едно, да може да се каже за нас, тие си како едно, живеат како едно. Можеме само да замислиме каков е односот, често пати сме зборувале од ова место или во некоја друга прилика, каков е односот меѓу синот, меѓу таткото, синот и светиот дух. Какво е тоа почитување, каква е таа љубов. Уште на самиот старт, реков, на почетокот при создавањето, Бог од хаосот прави ред. Тоа е Бог. Тоа е љубовта. Од хаосот создава ред. За разлика од другиот, непријателот, Божи и човечки, кој што го прави спротивното. Од редот прави хаос, затоа што тој знае најдобро да владее, да манипулира, да управува во хаосот. Сега зборуваме за љубовта. И тие отпечатоци на љубовта и единството токму се гледаат и се забележуваат уште при создавањето. Или го спомнавме, Битие 1.26, Бог рече да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат, еве сега множината кај човечкиот род, над морските риби, над небесните птици, над добитокот, над сета земја, над сите лазачи што ползат по земјата. Во 31 стих од 1 глава Битие, Бог виде се што направи и ете беше многу добро. И бидна вечер по утро, 6-ти ден, откако, нели, како круна на своето создавање го создаде човекот. Значи не создал од љубов и негова цел е ние да го одразуваме тој негов лик, споделувајќи љубов. Иако која имаме и љубовта, тука го имаме и единството. Денеска спомнавме во коментарите, но пак ќе го потенцирам ова, затоа што е многу значајно. Битие 1.27, стихот вели, Бог го создаде човекот во својот лик, и понатаму вели, тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Значи, Божиот лик се одразува во семејството, во таа заедница меѓу мажот и жената, и нормално и потомството. Значи, семејството е слика за тој склад, единство и љубов, треба да биде. Била меѓу Адам и Ева на почетокот, значи пред падот во грев. Затоа во тој контекст, нели, во Ефесијаните ќе каже Павле 5 глава 25 стих, Ефесијаните 5.25, мажи љубите ги своите жени како што и Христос ја возлюби црквата. Значи, Господ прави врска меѓу таа заедница, меѓу мажот и жената, со Христос и заедницата негова со црквата. Нели, денеска беше од Јани потенцирано, брат Јани, дека Христос е глава на црквата, како што, нели, и мажот е глава на семејството. И ја возлюби и се предаде сам себе си за неа. И рековме, се било складно, се било во ред, се до појавата на греот. Божиот пар, прво создадениот пар, ја го отсликувал тој Божи лик, се до падот во грев. И веднаш по паѓањето на гревот се видели првите знаци на неединство, на неслога, кога, нели, се изгубила и љубовта.
што гледаме таму во Битие во 3 глава. Значи, додека предходно, секој ден имале заедница со Господ и се гледале лице в лице, сега Адам и Ева се кријат од Господ. Страв, срам. Потоа, спомнавме денеска, префрлање на вина. Кога Адам бил соочен со тоа што го направил, што вели? Па жената што ти ми ја создаде. Денеска беше искоментирано со право, нели, дека индиректно го обвинува Господа. Префрла вината дури на Господа. Ти ми ја создаде жената. Таа жена што ти ми ја создаде. Веднаш, уште на стартот, што гледаме? Таа самоправедност. Желбата да се оправдаш по секоја цена, да тргнеш вината од себе. Па вчера читавме у петокот за вината. Не единство, не склад. Тоа што го гледаме на секој чекор денеска, после толку многу години во грев. Значи, таа вина за сторениот грев го нарушува нивниот склад, бидејќи се обидуваат себично да си ја докажат својата невиност. И се случуваат драстични промени. Денеска тоа јас го потенцирав, кај што, нели, го прочитавме веќе 26 стих од Битие 1 глава и кажано, кога Бог вели да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност и нека владеат, значи мажот и жената, били создадени за да владеат, да управуваат, видовме цела pouка, цело едно тромесечие во тој правец, со целиот создаден свет, со целата планета, со целиот жив свет. Добитокот, рибите, небесните птици, вели, над сета земја, над сите лазачи, над се буквално. Еве 28 стих исто од Битие, 1 глава. И Бог ги благослови, ми рече Бог, да, 1 глава, 28 стих. Бог ги благослови, ми рече Бог, плодете се и множете се и наполнете ја земјата и починете ја, владејте над рибите во морето. Додека после падот во грев гледаме промени во овој контекст, на жената и вели Господ како дел од проклетството поради гревот, ќе ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата, твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. Сега нормално ова владее под наводници. Рековме и денеска дека не станува збор за владење, како што и претходно не стануваше збор за владење, да владее човекот над животните на целиот животински свет. Меѓутоа гледаме таа промена. На почетокот, пред падот во грев и мажот и жената владеат, но сега вели дека треба мажот да владее над жената. И затоа се вели дека и глава на семејството. И веднаш, после тоа, после падот во грев, веројатно не и одминале многу години, го гледаме и првото убиство меѓу двајца браќа. Значи, нарушување на тие семејни односи. Зошто настанало убиството? Затоа што Авел постапил според Божја волја, како што Господ кажал, а Каин сакал по свое. Направи сам, спаси се сам. И денеска спомнав, тука, уште на самиот почеток, ја гледам и улогата на таа вечна тема и најбитна тема оправдување со вера, а што ја има во единството. Со незината улога во одржувањето или во воспоставувањето на единството. Не можете вие да имате единство со концептот на оправдување со дела. Тоа го гледаме кај Адам и Ева, во 3 глава. Што гледаме таму? Секој сака да се покрие себе си, својата вина, да го обвини другиот и да се прави подобар од другиот. Тоа е оправдување со дела. На кое што е склон секој човек, значи во својата грешна природа. Но кога сваќате дека не можете да се оправдате со своите дела, со своите заслуги, тогаш вие се што барате и погледот ви е насочен кон Христа, кон неговата правда, кон неговите заслуги. Тогаш нема да го гледате другиот како помал, туку исто како грешник на кого што му е потребна Божјата милост. Нема никаква разлика, дали помал грешник, дали поволем грешник,
крајот за сите е исти. Затоа концептот на оправдување со вера е тука, во сршта на одржувањето на единството или на воспоставување на единството. Знаеме дека потоа за кратко време настанал вистински хаос на земјата. Значи, Господ морал да ја исчисти со потоп. Ја спомнавме денеска и Вавилонската кула, значи идејата на човечкото единство, ама како спротиставување против Бога, значи бунтот против Бога. После потопот, нели еден период, онаму кај што застанала арката Ноева, тука почна да се развива животот од семејствата, тројцата синови Ноеви, и после известно време, значи еден период, се одржувал тој однос со Господа, меѓутоа после известно време Хамовците почнале, значи Хам и неговото потомство, почнале да биде нелагодно во таа средина, па се повлекле во низините, каде што отпочнале нов живот, затоа што им било нелагодно да бидат во средина на побожниот народ, останатиот. И истите тие потоа ќе прибегнат кон градење на Вавилонската кула и таа идеја да се спасат сами, да го достигнат небото, таа ете ако можат да се спасат во случај ако Господ повторно пушти потоп и така натаму. Тоа го гледаме, малте не и денеска беше искоментирано и во денешно време. Да отвориме во Откровение 17 глава. И денеска имаме формирање на единство меѓу сите оние кои што го отфрлаат Господа и се бунтуваат против Господа. Од 12 стихот читаме, вели, описот за зверот, нели, со 7 глави, 10 рогови, и опишува значењето на 10 рогови, 12 стих, 17 глава Откровение. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт од зверот за еден час. Ќе зацаруваат, но ќе владеат многу кратко, тоа се однесува на новиот светски поредок, новото светско уреднување. Овие се исто мисленици, 13 стих. Овие се единствени, че имаат еден ум. Исто мисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи. 17 стих. Зашто Бог им даде во нивните срца, се внимавате интересно, ова е по планот Божи. Господ ништо не испушта од контрола, не можеме да мислиме така. Не е Господ ако нема се по своја контрола. Зашто Бог им даде во нивните срца да ја исполнат неговата замисла. Тоа е Божјата замисла. Се тоа што се случува по Божја замисла. Да действуваат едномислено. Значи, Божја замисла е тие да действуваат едномислено во бунт против Бога. Исто како едно време Вавилонската кула и самиот Вавилон и сите тие големи царства, кои што Господ ги подигнал, ги поставил царевите, па и Господ ги срушил. Значи, да действуваат едномислено, не му го дадат своето царство над зверот, доека не се исполни Божјето Слово. Сето тоа е по Божја промисла. Кога вели тамо во 13 глава Откровение, значи тргна целиот свет под зверот. Едномислени, истомислени. Но тоа е единство против Бога или без Христа, како што денеска слушавме од братјани. И сега на некој начин ќе да влеземе во следната поука. Проблем е за човекот кога тој носи свој суд за она што е право, а што не е. И токму тоа создава таков несклад, такво неединство. Знаете, денеска имате експерти, луѓе кои што знаат да дебатираат, да кажуваат големи мисли и така натаму, и сите тие се мудри во своите очи. И сето тоа ствара се поголем и поголем несклад. Имате вакви, имате онакви, имате поделби повеќе од колку
било кога во овој свет, во секој поглед. Ние како христијани не смееме да се подпираме на собствениот суд, ако сакаме единство, нели? Ако сакаме да одиме во тој правец за кој што Бог ни вели, за кој што и самиот Господ Исус се молеше во Јован 17 глава. Да прочитаме сега во Пословици 9 глава 10 стих. Пословици 9:10. Следната поука носи наслов, заборев да спомнам, причини за неединство. Еве сега ќе видиме неколку од причините кои што се спомнуваат за неединство. Стравот од Господа, Пословици 9:10 читам, стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Да се правиш мудар во својот разум не е многу разумно за Господа. Стравот од Господа е почеток на мудрост и познавањето на светиот е разум. Познавањето на Господа е разум. Познавањето на Господа и вечен живот. Пословици 3 глава 5 до 8, многу убави стихови. Надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпире врз собствениот разум. Токму тоа го гледаме денеска меѓу луѓето. Тоа ствара несклад, неединство. И во црква. Значи, ако се подпре еден на својот разум, и еве ви несклад. Ако Господ вели вака, меѓутоа некој се подпре на својот разум, се прави попаметен од другите, попаметен од Господа, в сушност, еве ви несклад, доволно и еден. На почетокот бил и еден, за да се создаде нескладот, неединството во универзумот. Но само Луцифер. Че надевај се на Господа со сето своје срце и не се подпире врз собствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и тој ќе ги исправи твоите патеки. Со сето своје срце надевај се, внимавајте. Мисли на Него на сите своји патишта, се што правиш. Прашај го Господа за се што правиш. 7 стих. Не замислувај дека си мудар. Бој се од Господа. Ево, повторно истиот концепт од Пословици 9:10. Истата мисла. Бој се од Господа и отстранувај се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа на твоите коски. Дори во физичка смисла, ако сакате да бидете здрави, срекни, да живеете еден убав живот, стравот од Господа ќе ви го донесе тоа отстранувањето од злото и не подпирањето на својот собствен разум. Често пати знаеме некоја вистина, која што ние и толку јасна може да биде да почнеме да модифицираме, да си ја правиме како што нам ни е угодна, но сето тоа не носи ништо добро. Колку големи проблеми токму овој проблем на човечката природа, подпирањето на својот разум им донел и на Божиот народ, низ целиот Стар Завет, ако гледаме. Како се справувал Мојсей, ден денеска се прашувам како успел да се справи со тој народ 40 години во пустината. Не модел лесно, дори на крајот и самиот погрешен, па не влегол во Ханан, во земскиот. Колку пати Господ, имаме и читаме стихове и го повикува народот назад. Колку е милостив Господ. Да се врати назад, да се врати кон разумот. И ете некако сепак Божиот народ ќе влезе во Ханан. И што се случува во Ханан се? Тоа е една нова генерација што ќе влезе во Ханан. Заборавивме да го спомнеме тоа, само двајца од старата генерација останале. Сите изумреле заради неверие, не влегле, како што вели посланието до евреите. Во Судии читаме 2 глава од 7 до 17. Ова е интересен текст кој што исто така укажува на тоа зошто несклад, зошто неединство, причини за неединство. Судии, книгата на Судии, 2 глава 7 до 17. Значи Исус Навин е тој кој што ќе го внесе народот во хананската земја.
И вели од 7 стих. Народот му слушаше на Господа во текот на сиот Исусов век и во текот на сиот век на старешините, кои го надживеа Исуса и ги видоа сите големи дела што Господ ги направи за Израел. Исус, Навиновиот син, Господов слуга, умре на возраст со 110 години. Значи, доека бил Исус Навин жив, услужеле на Господа таа генерација, ете, кој што ги видела и големите дела. Но, еве, 9 стих вели, го погребаа во крајот, што го наследи во тамната Арес, во Ефремовата гора, северно од планината Гаш. А кога сето она поколение им се придружи на своите татковци, го наследи друго поколение, што не го познаваше Господа, ни за делата што ги направил за Израел. Колку малку фали. Тогаш израелевите синови почнаа да прават што не му е по волја на Господа и им служеа на Ваалите. Го ставија Господа, Бога на своите татковци, кои ги изведе од египетската земја и тргнаа по други богови меѓу боговите на околните народи. И се поклонуваа, го разгневија Господа. Значи, во сршта е овде непослушност, повторно, како што денеска се спомна. Отпадна од Господа за да им служат на Ваала и на Астарта. Затоа Господ го излеа својот гнев на Израел, ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат. Денеска не ги читавме оние стихови, кај што се спомнуваат оние благослови во второ законие, каде беше, ако сме му послушни на Господи, ако ги држиме неговите заповеди, Господ ќе не благослови. Но, воспротивно, еве што се случува. Ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат и им ги предаде на непријателите наоколу, така што не можеа да им се спротиват. Што и да почнеа, Господовата рака се свртуваше против нив за нивна несреќа, како што им рече Господ и како што им се заколна. И така паднаа во голема неволја. Ако читате Судии, тоа е, значи, стварно страшна историја на израелскиот народ, веќе влезени во Ханан. Паѓаат во идолопоклонство, во непослушност. Господ подига некој судија, преку кого го ги избавува, повторно по тоа непослушност, повторно паѓаат во неволја. И се така, и се така. Тогаш Господ, 16 стих, почна да им издига судии за да ги избавуваат од раците на оние што ги ограбуваа. Но тие не ги слушаа ни своите судии, туку изневеруваа со други богови и им се поклонуваа. Бргу се отклонија од патот по кој што одеа нивните татковци, слушајќи ги Господовите заповеди, но тие не правеа така. Нивните татковци ги слушаа Божите заповеди, но вели тие не правеа така. И се уште сме во Судии, 2 стиха кои што се многу јасни, кои што јасно кажуваат кој бил проблемот и кој е проблемот за неединство. Еден од големите проблеми. Судии 17:6, првиот стих. Видите колку заборавиле на Господа, мислили дека цар ќе донесе ред и цар ќе донесе склад, за да потоа, нели, бидат изневерени и од царот. Но видите што вели 17:6. Во тоа време немаше цар во Израел. И сега, пошто немаше цар во Израел, и секој работеше што сакаше. Да, во ред, нормално, нели, во некоја смисла, кога имате уредување во општеството, нормално, тука се регулираат многу работи, меѓутоа, не е царот тој кој што ќе ги среди сите работи, не може никогаш да ги среди. Ниедно уредување општествено не се покажало како, не знам, добро и успешно за да се средат сите работи во општеството. Не постои такво нешто. На времето не учеа за социализмот, за комунизмот, каде што секој ќе работи колку што може, а секој ќе троши, како беше, колку што му треба. Па не знам, луди идеи, продавница буквално без продавачи, без каса, без нема, си влегуваш и си зимаш што ти треба и колку ти треба. Такво нешто, можно е такво нешто во овој грешен свет? Не е можно. Нема шанси. Во тоа време немаше цар во Израел, секој работеше што сакаше. Судии 21-25. Во тоа време немаше цар во Израел, повторно истата мисла, и секој го правеше тоа што му се чинише дека е справедливо. Јас мислам вака, јас си правам вака, па ти мисли така, ти си прави така.
Малко ми личи на демократија. У некој известен смисла. Секој си прави што си сака. И секој мисли дека е во право. Немате единство тогаш. Она како што Господ вели, ако така постапуваме, тука ќе биде исхладот, тука се и благословите. Меѓутоа не може вака. Секој кој како ќе му текне. 100 години подосна, која нели побарале цар, имале еден цар па друг цар, и доаѓа времето на царот Ровоам, синот на Соломон. И што се случува таму во тоа време? Ајде да отвориме во Прва Цареви 12 глава. 1 до 14. Повторно имаме слика на човек кој што се подпира на својот разум, царот во случајов. Еве и царот не може да ги реши работите, во случајов послушал недобар совет, не го послушал по добриот совет, односно ако бил како што треба, требало да отиде кај Господа, па Господа го праша. Може би не мора да читаме тука 7-12 глава, Прва Цареви, познат настан. Ели имаме собор овде, ровуваме пред народот и народот му вели, твојот татко, 4 стих, ни наметна тежок јарем. Сега ти олесни ни тешката служба на својот татко, тешкиот јарем што го стави на нас, па ќе ти служиме. И тешка работа, а и големи даноци. Биле во прашање. А тој им одговори, дојдете пак кај мене по 3 дни, да се посоветува царот, да види што да прави. И народот си отиде. Тогаш царот Ровоам се посоветува со старците, кои што му служија на неговиот татко Соломон, доека беше жив, и ги праша, што советувате да му одговорам на овој народ? Тие им одговорија, ако денес ги задоволиш тие луѓе, ако им бидеш благонаклонен, ти ако ми одговориш со убави зборови, ти секојаш ќе ти останат слуги. Ама тој го отфрли советот на постарите, на поискусните, советниците уште од времето на неговиот татко, доека тој владееше, и отишел да ги праша своите врсници. Младите луѓе, 10 стих, кои порасна со него, му одговорија. На народот кој ти рече, твојот татко ни наметна јарем, а ти олесни ни го, одговори му вака, мојот мал прст е подебел од бедрата на татка ми. Ете, мојот татко ви наметна тежок јарем, а јас уште ќе го отежнам вашиот јарем. Мојот татко ве шибаше со бичеви, јас ќе ве шибам со бичеви со железни штипалки. И го послушал овој совет. И што очекуваше? Што очекуваше Ровоам? Се распадна царството заради ова нешто. Место да си го праше Господа, како што еве читавме и погоре, не треба да се подпираме на својот разум. Не може да очекуваме единство, не може да очекуваме склад, ако работиме нешто спротивно на оно што го кажал Господ. И ова е клучната причина овде, што ја гледаме за поделбата на царството на 2 дела. Луѓето се подпреле на мудроста и водството на царот, но тој е изневерил. Не е до царот, не може царот да ги реши работите. Јаков 1.5, многу јасен стих, Јаков 1.5. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога. Таму е мудрост, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Значи, мудроста, вистинската мудрост може да се најде само кај Господа. И сега за момент при крајот, значи, да го покриеме и овој дел, да се префрлиме во Новиот Завет, во прво послание до Коринќаните. Да видиме една друга причина за неслога и не единство. Прво послание до Коринќаните, 1 глава од 10 до 13. Малку нешто начна денеска Јани. Кој проблем имала Коринската црква? Проблем кој што ден денеска се провлекува. И човек, како човек е слаб и сака водство од човек. Да биде воден од човек, да биде воден од некој кој што е видлив, го гледа. Заборава на Господа.
10 стих, значи прво Коринјаните, 1 глава од 10 до 13, ќе читаме. Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос, пишува Павле, сите да зборуваме исто и да нема раздори меѓу вас. Туку да бидете совршено соединети во еден ум и во една мисла. Да бидете едно мислен. Имено ми јавија, браќа мои, хојните домашни, дека меѓу вас има препирки. Зошто биле тие препирки? Со ова сакам да кажам, вели, дека секој од вас зборува, јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас пак Кифин, а јас Христов. Се исподелиле, еве зошто. Место Господ, авторитет им станува човек. Дали Христос се раздели, 13 стих? Павле ли беше распнат за вас? Или сте крстени во Павлово име? Павле им порачува многу јасно дека сите се Христови и не смеат да се делат по ваква основа. И единство е можно само ако гледаат на Христа и тоа на Христа распнатиот. Што вели Павле ли беше распнат за вас? Христос се распнат за вас. Во чие име? Во Павлово име ли сте крстени? Опасна работа, значи денеска е присутна да се тргне по човек, место да се тргне по Бога. Ајде да прочитаме мал дел и во Дела апостолски 20 глава од 28 до 31. Уште една причина за неединство. Стихови кои што ги читавме од неодамна, нели, имајки, проучувајќи ги Дела апостолски. Внимавајте на себе и на целото стадо во кое Светиот Дух ве постави, 28 стих, 20 глава, 28 до 31. Внимавајте на себе и на целото стадо во кое Светиот Дух ве постави за надгледувачи, за да ја пасите Божјата црква, која тој ја придоби со својата крв. Јас знам дека по моето заминување ќе навлезат меѓу вас свирепи волци кои нема да го штедат стадото. И од вас самите ќе станат мажи кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе. Затоа обдејте и помнете дека 3 години, ноќ и дење, не прекратив да го советувам да ве советувам, да го советувам со солзи секој еден од вас. Павле ги подсетува овде на своите жртви. Но и ги предупредува на лажни учители, на волци кои што ќе го растргнат стадото, кои ќе повлечат ученици по себе. Значи лажни доктрини, лажни науки. Денеска гледаме буквално се од ова во Божјата црква. Само заради желбата на ѓаволот да раздели што е можно повеќе. Ако некој не сака да се услиши Христовата молитва од Јован 17 глава, тоа сигурно тоа е тој. 2 Тимотеева 2 глава 14 до 19, уште овие неколку стиха. Токму поради ова, од овие причини, како Павле го советува својот млад ученик Тимотеј. 2 Тимотеева 2 глава 14 до 19. Ова напомнувај го, заколнувај ги пред Бога, да не се препираат околу зборови. Тоа е неполезно, туку и за пропаст на слушателите. Внимавајте. Овој текст укажува на тоа што денеска знаеме да си го губиме времето за неважни теми, а да го запоставиме на главното. И тоа го прави ѓаволот, нормално. Да не запосли со нешто што да се препираме, да дебатираме, да расправаме, вели, тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Труди се грижливо, еве што треба, за да се покаже себе си достоен пред Бога, како работник кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. Многу голема одговорност за секој оној кој што е повикан да го проповеда словото, да знае правилно да го проповеда, воден од Божиот дух. Не е лесно само да застанеш овде и да збориш.
да не внимаваш што ќе кажеш. Затоа што одговорноста е голема. Луѓе слушаат и не слушаат само овие овде, туку еве денеска со можностите на техниката тоа може многу далеко да отиде. Или ќе охрабрите некого, или ќе го доведете во вистината, или пак може да се случи нешто друго. 16 стих, а отстранувај се од непристојни и празни зборови, зашто таквите се повеќе ќе напредуваат во безможност. Непристојните, празните зборови не водат во побожност, туку во безбожност. А нивното слово, вели, ќе разјадува како рак, од кои се, еве, спомнува пример Имене и Филет, кои се оддалечи од вистината, тврдејќи дека воскресението веќе станало, и со тоа ја рушат верата на некои. Тоа е целта на тие лажни учења, на тие лажни учители, да ја разнишаат верата. Мислам, целта на ѓаволот преку нив. Некои од нив може би искрени се во тоа. Искрено го веруваат тоа. Меѓутоа, никој нема да биде изгубен затоа што поверувал во лагата, туку затоа што ја отфрлил вистината. Секој ќе има прилика да се соочи со вистината и да донесе одлука. Колку и да си искрен во заблудата, ти нема спас. Ако не излезеш од таму, а не дека си немал прилика да слушнеш вистината. И 19 стих вели, сепак цврсто стои Божјата основа која го има овој печат. Господ познава кои се негови и да отстапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. Живееме во време во кое што наистина има многу предизвици пред нас, во време во кое што не знаеме уште што ќе доживееме. Ѓаволот се користи со сите можни начини да разедини, да уништи, но ние треба да гледаме на Христа, треба да се напојуваме од Неговото Слово, да се храниме од вистината, да се боиме од Господа, да сме Му послушни, да сакаме да ја твориме Неговата волја. Воспротивно, ние ќе бидеме причина за неединство, а не за она што се моли Исус и она што го посакува Господ од својата црква. Нормално, на крајот, нема да може целата црква да се обедини, да бидат сите едно, туку само оние, само остатокот, самото откровение вели, остатокот, кон кое што највеќе ќе бидат насочени сите оружја на ѓаволот и на тој нов светски поредок. Ово што се случува денеска во нашето општество или во нашето обкружување насекаде по светот, тоа се само предзнаци на она што утре, во кое што може ние да се најдеме утре. Денеска се може би на удар некои, ќе кажам, луѓе на видни места, па политичари, па било што да се, кои што може би се по-морални или така имаат некои по-христијански вредности негуваат во животот. Меѓутоа, сето тоа ќе падне, може би не сето тоа, Господ има своји луѓе насекаде, на крајот Божиот народ ќе биде на удар, кој што ќе биде единствен во Христа. Наспроти, целото тоа мноштво, кој што исто така ќе биде единствено на своја страна, едномислено, меѓутоа во бунтот против Господа и против вистината. Наистина ќе биде време во кое што само тесната заедница со нашиот Господ ќе може да не одржи. Нека Господ ни помогне во тоа. И нека не бидеме никогаш ние причина за неединство. Од било која од овие причини што ги наведовме. Тоа е многу битно исто така. Нека му е слава на Господа. Амин.